Го приведе Сабахадин Рустеми, директор на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје, поради непостапување по своите обврски, односно неотстранување на отпадот од главниот град. Заедно со Рустеми е приведен и раководителот на секторот за отпад во Комунална хигиена Аки Саити. Мирјана Давидовска ја следи истрагата во врска со овој случај. Мирјана, што знаеме до овој момент, за кое кривично дело се приведени двајцата раководители во јавното предпријатие? Да, се приведени се две лица, односно директорот на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје и еден назначен раководител во истото ова предпријатие. Се работи за директорот Сабахадин Рустеми и за раководителот Аки Саити, кој што бил вработен исто така и на раководна функција. Тие пред малку се однесени во полициската станица во Автокоманда, со нив се врши информативен разговор и се очекува во текот на попладневните часови да биде изречена и кривичната пријава за кривичното дело член 230 од кривичниот законник, односно загрозување на животната средина и природата со отпад. За точно кој став се работи, тоа ќе го дознаеме подоцна, откако ќе биде изречена кривичната пријава за директорот и раководителот во јавното предпријатие Комунална хигиена, но според она што можевме да го видиме во овој член од законот, на 20 им се заканува казна затвор од најмалку 1 до најмногу 10 години. До предмалку единицата за економски криминал при МВР била во просториите на Комунална хигиена. Во текот на денешниот ден, во предпладнивните часови, биле пронајдени и дополнителен број на докази и документи, а потоа биле лишени од слобода и двајцата, директорот и раководителот во комуналното предпријатие. Од обвинителството до овој момент нема нови детали за тоа за кој став од ова кривично дело истите ќе бидат гонети. Во продолжение еве ги деталите. По наредба на ОЈО приведен е директорот Сабахадин Рустеми и уште еден раководител во јавното предпријатие Комунална за состојбата со отпадот во главниот град. Неофицијално се работи за лицето Аки Саити, кој бил назначен за раководител во предпријатието. По 6 дена истрага во просториите на Комунална и град Скопје, единицата за економски криминал попладнево лиши од слобода две лица, одземена и дополнителна документација од просториите на предпријатието. Полициски службеници по наредба на Основното јавно обвинителство Скопје денеска лишија од слобода две лица од раководството на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје во врска со помненија за кривично дело од член 230 од кривичниот законник. Попладнево се очекува приведените да заработат кривична пријава. Во зависност од тоа за кој став од членот во кривичниот законник ќе биде поднесена пријавата, на директорот и раководителот им се заканува казна затвор од најмалку 1 до најмногу 10 години. Сабахадин Рустеми е директор на предпријатието од 29 јануари оваа година и е близок до актуелниот градоначалник на општина Сарај, каде претходно беше директор во општинското јавно комунално предпријатие Сарај од 2017 до 2021 година. Кон Рустеми изминатиот период беа упатени обвинувања и од членовите на синдикатот, кои се жалеа дека платите им доцнат и немаат ресурси за работа. За истрагата која е насочена кон откривање на кривичното дело за загрозување на животната средина и природата со отпад, премиерот очекува интересна разврска. Мислам дека таму ќе има разврска која што ќе биде многу интересно да ја следите. Од утре до сабота, градоначалниците со помош на механизација од други градови ќе продолжат со собирање на сметот од и околу контејнерите. Да се заблагодарам на градоначалниците на општина Велес, Штип, Кавадарци и Куманово за поддршката која што дава изминативе денови со механизација за чистење на сметот во Скопје. Последните денови вторник, среда и петок и сабота ќе продолжат. И потоа очекувам, откако ќе победи Орце Георгиевски, откако ќе се примопредаде практично раководењето со градот Скопје, целата работа со сметот да се нормализира. И впрочем имаме ветување, нели, 72 часа откако ќе ја преземе управувањето кој ќе опреземе на градот Скопје, дека треба комплетно сметот да биде исчистен и потоа тоа да биде тековен процес, да не биде вест. Расфрланиот смет кој со денови стоеше околу контејнерите ги размножи и глодарите, кои се опасни со ширење на едни од најзаразните болести. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.
Со оглед на тоа што директорот на јавното комунално предпријатие го именува градоначалникот на град Скопје во случајот Данила Арсовска, има ли реакција од неа за оваа акција на полицијата и обвинителството? Да, си има реакции, иако се уште актуелната градоначалничка на главниот град веќе подолг период се нема појавена во јавноста, таа ги користи приликите преку социјалните мрежи да реагира на сите актуелни теми и прашања, па така и денеска попладнево реагираше преку Facebook и овој пат ја искористи истата прилика за да ја обвини претседателката на управниот одбор на комунална хигиена, за која што пишува веќе подолг период дека таа е од редовите на ВМРО ДПМН и дека всушност, како што тврди Арсовска, главно го обструира работењето на јавното предпријатие комунална хигиена. Во објавата на Facebook, како што кажа, во незината реакција на Facebook, цитирам, таа пишува: "Мисковистичкиот режим и МВР се е страв пред вториот круг избори го привел директорот на комунална хигиена за хаосот со ѓубрето кој токму криминалните кадри на Мицовски го креираат." Меѓу другото, освен што пишува за претседателката на управниот одбор, вели дека таа е одговорна за 3 годишното обструирање на јавното предпријатие комунална хигиена, за новите камиони, за инвестицијската програма, за вработените кои 5 години ги чистат улиците и кои што вели не може да земат решение за работа поради низините сопартици, како што вели Арсовска, од ВМРО и влен во Советот, и дека таа по наредба на ВМРО континуирано со години прави обструкции додека градот не се удави во смет. И меѓу другото, ова се вели во реакцијата на актуелната градоначалничка на главниот град Данила Арсовска. Инаку само да дополнам она што е интересно по сите овие информации кои што официјално ги соопштија Министерството за внатрешни работи и основното јавно обвинителство, кои што веќе 6 дена водат истрага за откривање на евентуално кривично дело загрозување на животната средина и природата со отпад, комунална хигиена, досега официјално и некако не излезе со некои поконкретни информации, па така беше и денеска. Туку тие во попладневните часови преку својата Facebook страна информира за тековните нивни активности. Во нивното соопштение се вели дека во текот на изминатата недела во понеделник биле собрани 233.880 килограми смет во главниот град и дека прецизно по денови ги имаат напишано килограмите на смет кои што ги собрале во главниот град и велат на сите исчистени локации, садовите и просторот били исто така измиени и продолжуваат да работат нивната работа врз основа на оперативниот план. Јана, ти благодарам. Да сублимираме, Данила Арсовска застана во одбрана на приведениот директор на јавното предпријатие комунална хигиена после толку денови мок, првпат се огласи со некаков отчет за тоа што прават за справување со кризата. Благодарам. Ќе го следиме овој случај. Наша екипа се упати кон полициската станица, каде во моментов се приведени на информативен разговор двете лица од комунална хигиена. Очекуваме детали во текот на овие или следните информативни